Одлуката за враќање во собранието е на врвот на агендата на утрешната седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, откако Врховниот суд притворот на Крсто Муковски на Сашо Василевски го замени со куќен притвор. Но и покрај тоа од партијата денеска преку соопштение обвинуваат дека судството е партизирано и бараат да прекине според нив прогонот врз функционерите од опозицијата. Во ваква ситуација политички се гонат патриоти за измислено обвинение за тероризам. Еден ден највисокиот Врховен суд одлучува дека доволна мерка за нивно обезбедување е куќниот притвор, а веќе следниот ден Основниот суд по нечија наредба сака да покаже дека мора да се знае кој е кој и мора да се следат наредбите, па дава насока да се травматизираат семејствата и луѓето одново да се апсат само за да се задоволи нечии каприц. Од лудачкото мнозинство пак не сакаат да коментираат за очекувањата, ќе чекаат конечната одлука на партиските органи на опозицијата, иако порачуваат дека во интерес на државата е ВМРО-ДПМНЕ да седне во пратеничките клупи. Извори од собранието за 1 ТВ посочуваат дека во самата пратеничка група на опозицијата постојат спротивставени страни за оваа одлука, но официјален став од партијата не добивме. Спикерот Џафери, како што соопшти на брифинг со новинари, очекува опозицијата да се врати во собранието од следната недела. Со слични очекувања и премиерот Зоран Заев, како и заменик министерот за правда Оливер Ристовски, кој изјави дека очекува ВМРО-ДПМНЕ да биде присутна на гласањето за законот за судови. Јас колку што знам дека на 3 ќе се појават во собрание токму за овие закони, пошто е двотретински закон за судови, секако мора да бидат внатре, тој усогласен со нив во целост. Инаку пратениците на ВМРО-ДПМНЕ стапија во бојкот на работата на парламентот веднаш по приведувањето на дел од нивните пратеници, кои се товарат за настаните од 27 април. Партијата тогаш обвини за политички прогони, реваншизам и побара итно ослободување на како што велеа бранителите на уставот. Ваквата реторика беше ублажена по изборот на Мицковски за лидер на партијата, но и пораките од меѓународната заедница за враќање на опозицијата во законодавниот дом и спроведување на реформите за отстранување на условената препорака.